Предлогот за дневниот ред беше идентичен како овој денеска, односно се бараше во рамки на 2 точки да се расправа по двете барања. Но вчера комисијата одлучи, бидејќи станува збор за еден ист кривично правен настан и бидејќи станува збор за еден ист кривично правен предмет, односно број 384 залака 17 од 28.11.2017 година, комисијата вчера одлучи да ја спои расправата и потоа да гласа поединечно за секој од пратниците за кои што се однесува барањето. Поради тоа барам од собранието да ја следи практиката која што вчера ја постави Комисијата за деловнички мандатни имунитетни прашања и да ја споиме расправата во една единствена точка, односно барање за одобрување на притвор на пратениците Крсто Муковски, Љубен Арнудов и Јокан Трчуловски, Сашо Василевски, Љупчо Димовски, Жаклина Пешевска, поднесено од Основен суд Скопје 1, Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384 завлака 17 од 28.11.2017 година. Благодарам. Предлогот на пратеникот е наместо 2 точки да се спојат во една точка, имајќи предвид дека содржината на предметот на расправата по двете точки би било. Предлогот го ставам на гласање и ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 66 пратеници, сите 66 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието одлучи да биде една единствена точка на расправа, а да се гласа поединечно за секој опфатен во расправата по точката. Предложениот дневен ред по однос на измената која што ја прифати собранието, една единствена точка, барање за одобрување на притвор на пратениците Крсто Муковски, Љубен Арнаудов, Јохан Трчуловски, Сашо Василевски, Љупчо Димовски, Жаклина Пешевска, поднесено од Основниот суд Скопје 1, Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384 вр 17 од 28.11.2017 година, како единствена точка за општа расправа, а гласањето ќе биде, како што утврдивме, поединечно за секој засегнат во дневниот ред. Го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. По предложениот дневен ред гласа 67 пратеници вкупно, сите 67 гласа за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека е усвоен предложениот дневен ред. Пред да преминеме на расправа по точката од дневниот ред, ве подсетувам дека согласно член 80 ставови 2 и 3 од Деловникот на собранието, пратениците се пријавуваат за збор во рок од 1 минута по отворањето на претресот. Предлагачот и координаторите на пратеничките групи може да се пријава за збор и во текот на претресот. Листата на пратениците не може да се менува и дополнува во текот на претресот. По исклучок, согласно член 10 од Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот на собранието, пратениците кои во едната минута по отварањето на претресот се спречени да се пријава за збор поради присуство на седници на работните тела на собранието, чии членови се тие, имаат право да се пријава за збор од моментот кога присуствуваат на седницата на собранието, доколку претресот по точката од дневниот ред се уште трае. Едновремено, ве известувам дека согласно член 85 став 3 од Деловникот на собранието, пратеникот кој се пријавил за збор, а не е присутен во салата кога е повикан да говори, го губи правото на збор за претресот за кој се пријавил и не може повторно да се пријави за истиот претрес. Согласно член 86 од Деловникот на собранието и член 12 од Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот на собранието, пратеник во текот на претресот може да говори само еднаш во трајање од 10 минути. Известителот на матичното работно тело и на законодавно-правната комисија 10 минути. Координаторот на пратеничка група или еден пратеник определен од пратеничката група или од координаторот на пратеничката група и предлагачот може да говорат повеќе пати, но не повеќе од 15 минути вкупно. Прва точка. Барање за одобрување на притвор на пратениците Крсто Муковски, Љубен Арнаудов, Јохан Трчуловски, Сашо Василевски, Љупчо Димовски и Жаклина Пешевска, поднесен од
Основен суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција, 4 КОК ПП број 384 врз 17 од 28.11.2017 година. Барањата на Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција, 4 КОК ПП број 384 врз 17 од 28.11.2017 година и извештајот на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија ви се доставени. Врз основа на член 54 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието најдосна во рок од 3 дена од добивањето на барањето за притвор на пратеникот одлучува по поднесеното барање. Пред да започнеме со претресот, ве молам и барам во вашите дискусии да се воздржите од квалификации и оценки со кои може да се доведе Собранието да навлезе и да ја повреди независноста и самостојноста на судската власт, како и да се навреди и наруши личноста и дигнитетот на функцијата пратеник. Доколку не се придржувате кон овие укажувања, ќе бидам принуден согласно член 90 од Деловникот на Собранието да ви го одземам зборов. Отворам претрес и повикувам пратениците кои сакат да говорат по претресот да се пријават за збор. Предлогот на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија, Собранието да го одобри барањето за одобрување на притвор на пратеникот Крсто Муковски, поднесено од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција, 4 КОК ПП број 384 врз 17 од 28.11.2017 година, го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 67 пратеници, сите 67 за, воздржан нема, против нема. Констатирам дека Собранието го одобри барањето на Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција, 4 КОК ПП број 384 врз 17 од 28.11.2017 година за одобрување на притвор на пратеникот во Собранието на Република Македонија Крсто Муковски. Предлогот на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија, Собранието да го одобри барањето за одобрување на притвор на пратеникот Љубен Арнаудов, поднесено од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција, 4 КОК ПП број 384 врз 17 од 28.11.2017 година, го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 66 пратеници, сите 66 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека Собранието го одобри барањето на Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција, 4 КОК ПП број 384 врз 17 од 28.11.2017 година за одобрување на притвор на пратеникот во Собранието на Република Македонија Љубен Арнаудов. Предлогот на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија, Собранието да го одобри барањето за одобрување на притвор на пратеникот Јоан Тарчуловски, поднесено од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција, 4 КОК ПП број 384 врз 17 од 28.11.2017 година, го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 66 пратеници, за гласа 66, од воздржани нема, против нема. Констатирам дека Собранието го одобри барањето на Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција, 4 КОК ПП број 384 врз 17 од 28.11.2017 година за одобрување на притвор на пратеникот во Собранието на Република Македонија Јоан Тарчуловски. Предлогот на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија, Собранието да го одобри барањето за одобрување на притвор на пратеникот Сашо Василевски, поднесено од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција, 4 КОК ПП број 384 врз 17 од 28.11.2017 година, го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 67 пратеници, сите 67 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека Собранието го одобри барањето на Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција, 4 КОК
ПП број 384/17 од 28.11.2017 година за одобрување на притвор на пратеникот во Собранието на Република Македонија Сашо Василевски. Предлогот на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија Собранието да го одобри барањето за одобрување на притвор на пратеникот Љупчо Димовски, поднесено од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384/17 од 28.11.2017 година, го ставам на гласање и ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 67 пратеници, за гласа 67, воздржани нема, против нема. Констатирам дека Собранието го одобри барањето на Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција 4 КОК ПП број 384/17 од 28.11.2017 година за одобрување на притвор на пратеникот во Собранието на Република Македонија Љупчо Димовски. Предлогот на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија, Собранието да го одобри барањето за одобрување на притвор на пратеникот Жаклина Пешевска, поднесено од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција, 4 КОК ПП број 384/17 од 28.11.2017 година, го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 66 пратеници, за гласа 66, воздржани нема, против нема. Констатирам дека Собранието го одобри барањето на Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција, 4 КОК ПП број 384/17 од 28.11.2017 година за одобрување на притвор на пратеникот во Собранието на Република Македонија Жаклина Пешевска. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека 24-та седница на Собранието на Република Македонија е завршена.